Добро утро, почитувани. Информативен преглед во продолжение. Дислексија е состојба каде што постојат потешкоти при читањето и разбирањето на прочитаното. Децата кои што ја имаат оваа состојба имаат потешкоти и при интерпретација на визуелните символи, иако имаат нормален вид и слух, како и навики за пишување, тие имаат потешкоти и при пишувањето на буквите или зборовите по саканиот редослед. Или некогаш ги мешаат некои од буквите, како на пример Б и Д или П и Н. Повеќе за оваа состојба, дислексијата, ќе дознаеме од разговорот со Славица Николовска од Сдруженијето Ајнштајн. Добро утро. Јас некако дадов некоја си дефиниција за тоа што е дислексија, но ајде некако вие народски повеќе ќе можете да ни објасните, да биде и да имаат побава представа гледачите, што е дислексијата, како да ја препознаеме дислексијата. Да, добро утро за вас и за гледачите. Ви благодарам многу на поканата и ви благодарам за придонесот што го давате за подигнување на јавната свест за дислексијата. Во однос на дефиницијата морам да ви кажам дека дадовте едно многу убаво опширно објаснување, дури наведовте и некои од симптомите. Токму така, дислексијата е состојба при која е отежнато читањето и пишувањето, писменото изразување, потешкоти при пишувањето и така натаму. Во различни земји се применува различна дефиниција. Меѓутоа, суштината е иста, токму она што вие ја кажавте. Најдобро дислексијата може да се објасни преку начинот на кој што таа се манифестира, а тоа се всушност симптомите кои што ги покажуваат, односно грешките кои што луѓето ги прават во текот на читањето и пишувањето. Значи, таа се одликува со едно нефлуентно, нетечно читање, некарактеристично за возраста и за возрастните, затоа што дислексијата е присутна не само кај децата, туку и кај возрастните. Значи, не е соодветна на академското ниво кое што луѓето го имаат, или за учениците не соодветно за оделението кое што го посетуваат. Има многу да се зборува за дислексија и за симптомите. Најчесто, многу симптоматично е тоа што многу тешко може да ги искажат мислите, многу често и во говорниот јазик и во пишуваниот јазик. Сакате да кажете, мислите идат побрзо во главата, отколку тие да можат да ги кажат. Токму така. Тука настанува проблемот дека има некаков си проблем во говорот. Да, тие немаат проблем со говорот, туку со изразувањето. Многу често не ги довршуваат речениците, зборуваат во фрази. Меѓутоа, баш од тие причини што нивниот мозок работи побрзо, да. И тука настанува една конфузија кај нив. При писменото изразување исто така. Важно е да се напомене дека доколку сите тие грешки при читањето и тој нефлуентен начин на читање и читање во слогови се повторува и во подолг временски период и покрај правилно дадени инструкции од страна на наставници и родители, тогаш веќе може родителите да се посомневаат дека може би се работи за дислексија. А кога може да се препознае дислексијата? Тука ќе го отвориме и прашањето за тоа колку нашиот образовен кадар е обучен на некој начин да ја препознае навремено дислексијата. Оти не често се случува тоа во пракса, обично децата, особено машките, со агресија го изразуваат она дека не можат да се изразат, дека не можат убаво да напишат, па ќе бидат искарани од наставникот, не ти е добро напишан на зборот и фали буква. И тука некако се тапка во место, а не веднаш да се преземе чекор дека детето има конкретен проблем и да се работи на тоа. Кога да се препознае дислексијата? Најчесто во второ, во трето оделение. Тогаш би можеле да се посомневаме. Не дека претходно ги нема знаците на дислексија, меѓутоа многу не се обрнува внимание поради возраста на детето. Знаете како се вика, можеби ќе научи порано, можеби подоцна да чита и не се обрнува многу внимание. Меѓутоа, како што и претходно кажав, доколку грешките се повторуваат подолг временски период, веќе тогаш може да се посомневаме на дислексија.
наставниците тие кои што имаат директен контакт со учениците, нели тие ги подучуваат и најдобро може да ги согледаат тие грешки што се повторуваат во континуитет. За жал, кај нас до пред 3 години многу малку се зборуваше за дислексијата, беше скоро и непознат како термин, можам да кажам и сега дека многу луѓе не знаат за што се работи, така да кога ќе го слушнат терминот дислексија, можеби ќе помисла дека тоа е некоја болест. Важно е да се напомне дека не е да, тоа е едноставно состојба што има невролошко потекло, што значи тоа дека едноставно дислексичарите размислуваат на поинаков начин. Тие повеќе ја користат десната хемисфера за сите активности, дури ја користат и за читање и пишување, а читањето и пишувањето центрите се во левата хемисфера. Значи, од таа страна имаме различност во размислувањето, тие размислуваат доминантно во слики и нормално дека настанува кај нив голема збунетост кога гледаат во символи, односно во букви и во зборови. Но со напорна работа и со одредени техники може многу полесно да се надмине таа состојба и да се научи човек да живее едноставно нормално, а да ја има таа состојба цел живот. Вие може најдобро и да зборувате за тоа бидејќи сте и лиценциран тренер. Да. Кои се тие техники што се применуваат? Видете вака, кога јас истражував за дислексијата, најдов на тоа дека има многу техники ќе кажам за корекција на дислексијата, затоа што таа е доживотна состојба. Меѓутоа, доживотна состојба е во однос на талентите кои што ги имаат дислексичарите, кои што ги носи самата дислексија. Додека техниките се за надминување и коригирање токму на тешкотиите кои што дислексијата им ги создава. Јас можам да зборувам за методата по која што јас сум обучена, тоа е методата на Рон Дейвис. Ќе објаснам и како се одлучив за таа метода, како најприфатлива за мене, затоа што ми даде најповеќе објаснување што всушност е дислексијата, кои се причините, она што науката досега го нема со точност утврдено кои се причините. И јас така верувам дека кога ќе се открие причината и кога се работи директно на причината за дислексијата, дека проблемот полесно ќе се разреши. Што ви вели праксата? Постои ли кај нас една стигма во општеството, особено кај младите мајки за дечињата, дека има одредена состојба, дека треба да се работи на тоа, за да се надмине, едноставно да се прифати дека одреден временски период ќе се работи повеќе и на поинаков начин со детето. Што ви вели праксата? Имаме ли напредок да се надмине дислексијата уште од најмаленост? Затоа што па се случува и некој многу подоцна во средна школа, на факултет, да ја дознае својата состојба, па тогаш да почне да работи за надминување. Каква е реакцијата кај родителите? Многу е тешко да се каже. Во услови кога имаме една неедуцираност на кадарот, се разбира не по нивна вина, незнаење за дислексијата, непрепознавање на состојбата, нов термин и не е лесно родителите да го прифатат тоа. Затоа издруженијето оди во изминативе 3 години со една систематска кампања постепено да се запознаат родителите со еден позитивен пристап спрема дислексијата, да им се укаже на луѓето дека тоа не е некоја страшна состојба, меѓутоа дека треба да се едноставно да се понуди помош за да се искоригира. Што ми кажува искуството, ми кажува дека луѓето треба да знаат дека има дислексија, поготово и на децата, треба да им се каже, за да кај нив не се создаде чувството дека се тие глупави, дека не може да постигнат повеќе од дека не ги бива, постојаните етикети, дека се мрзливи, дека не се трудат доволно, дека се невоспитани, тие знаат. Мислам да направат едни такви компензацијски стратегии за да ги прикријат своите недостатоци, што е просто неверојатно што се може да измислат. Инаку од искуство и кај возрастните, луѓето сега кога дознаваат
за својата состојба, односно се препознаваат во сите оние карактеристики на дислексијата, едноставно има чувство на ослободување. Као, па добро, тоа е, значи јас си ги имам талентите, значи јас не сум бил глупав. Таква е вообичаено реакцијата кај луѓето кои што ќе дознаат. Го споменавте Сдруженијето Ајнштајн, работите напорно, но кратко и време постои Сдруженијето. Верувам дека имате уште многу простор за работа со тоа Сдружение. Што постигнавте до сега? Што ќе издвоите и ве како напредок кој што го постигнавте со самото Сдружение во општество? Сдруженијето се формираше 2013 година, што значи напорно се работи 3-3,5 години. Формирањето на Сдруженијето дојде многу спонтано, најповеќе од причини што кога јас го имавме проблемот во семејството и кога едноставно не можев да најдам информации ниту на македонските сајтови, ниту во литературата, кога ги препознав симптомите кај моето дете, кога видов колку е застапеноста на дислексијата во светот, а Македонија сигурно не е одмината, тогаш сватив дека не е само моето дете, дека повеќе од 10% од населението има таа состојба и дека едноставно е многу важно да се информира населението за тоа, да се препознае состојбата и да се помогне. Јас сум еден од основачите на Сдруженијето, така отпочна целата работа, меѓутоа јас се посветив на проучување на дислексијата, а целата работа околу кампањите, подигнувањето на јавната свест го продолжи младиот тим на Сдруженијето за дислексија, Дамјан, Марија, Мартин, кои што и самите се препознаа од кога почна да се зборува за симптомите и дел од нив самите се препознаа во таа состојба. Отпочнаа со интензивни кампањи на информирање на населението, социјалните мрежи завршија многу работа во однос на тоа. Повеќе од 10.000 луѓе ги следат секојдневните информации кои што тие ги нудат, совети за родителите, за наставниците, за симптомите. Потоа спроведоа неколку онака значајни кампањи. Една од тие беше јас имам дислексија, ништо страшно. Потоа јас знам што е дислексија, кога со голем број на јавни личности дадоа огромна поддршка за Сдруженијето и се снимија кратки спотови со нив. И уште многу такви кампањи за подигнување на јавната свест. Не само тоа, се направија и истражувања во средните училишта, така што околу 5000 ученици беа анкетирани за да се види ризикот за дислексија и можноста за постоење на дислексија. Значи, тоа не може да се земе како некоја официјална статистика, туку само како еден показател дека таа е присутна кај средношколците и дека тие тоа треба да го знаат. Истражувањата покажаа дека во оние училишта каде што ученици се запишуваат со послаб успех од основно училиште, процентот оди и до 20%. Додека во гимназиите од 10 до 12%. Пак ќе кажам, не велам дека толкав процент имаат дислексија, меѓутоа можност за некоја форма од дислексија. Во албанските паралелки процентот е дури поголем. Се спроведе исто така и анкетирање на наставниците уште на самиот почеток на формирање на Сдруженијето, каде што тие беа анкетирани за нивното познавање за оваа проблематика, затоа што се тие најважните кои што ги подигнуваат децата нели од најмали нозе. И тие истражувања покажаа дека наставниците воопшто не посетувале никакви обуки за дислексија, дека во текот на нивното образование само ја спомнале како појава, меѓутоа ништо за начините како да се работи со децата. И затоа ви велам, ни треба уште многу време, многу едукација и на наставниот кадар, информирање на родителите за да може да се постигне повеќе. И ова многу е важно да го напоменам, преку проект се обучија околу 600 наставници, соработилници во сите основни училишта во 3 општини во Македонија.
Кажавте дека вие како родител сте поттикнати повеќе да дознаете за оваа состојба, да се обучите, да работите со дечиња, со возрастни луѓе кои што имаат оваа состојба за полесно да ја надминат, и главниот клуч е дека работата и техниките треба да се пратат. И сега на крајот од разговорот би сакала само да ве замолам за една порака до родителите, што тие да преземат со нивните дечиња со кои што гледаат дека ете јавуваат некој можеби од овие состојби. Па јас на родителите би им препорачала да ги сакаат своите деца такви какви што се, да им дадат доволно љубов, да знаат дека читањето не е мерило за понатамошниот успех и за интелигенцијата на детето. Да им порачам дека обично дислексијата оди рака под рака со високата интелигенција, да им даваат секогаш поддршка, да ги пофалат за секое едно нешто што ќе го направат, дури и 2 букви ако ги поврзат. Ви благодарам многу што бевте мојот гостин денес. Се надам дека на вистина, почитувани, помогнавме и разјаснивме некои симптоми кои што можеби укажуваат на состојба на вашето дете дека има дислексија. Ништо страшно, се надминува со техники. Можете секогаш да се обратите во Сдруженијето Ајнштајн. А сега ние продолжуваме понатаму.